Почитувана колешке на репликата и благодарам што ме подсетивте дека, бидејќи како ВМРО ДПМН носевме многу закони и ги подобривме условите на живење на граѓаните во многу сфери на општественото живење, па видите, мене дури не ми ни текна дека овој закон за прв пат, еве, ние сме го донеле, мене бидејќи не се сеќавам, точно вие бевте против да се донесе законот за толковен јазик, бидејќи го критикувате, така ме насочувате да мислам, дали бевте против едно такво законско решение. Што се однесува пак до грижата на оваа влада, која што, дали претходната влада правела пиар, да, но оваа влада го прошири и надгради тој пиар, еве сега пред да влезам, не сакав да кажам, ама ме влечете за јазик да кажам, беше пиарот на министерката тука, иако е забрането и на новинари да им се пристапот на новинарите им е забранен тука. Значи, односот на оваа влада кон лицата кои што го толкуваат знаковниот јазик, кои што за жал се малку во нашата држава, во Република Македонија, се гледа по најновите информации од големите хонорарци на владата, кои што плаќа, оние скриените, нели, вие како транспарентна влада, па ве измолија цел месец да ги дадете сите имиња на овај тајните хонорарци на пиарот на владата, односно на премиерот Зоран Заев, и замислете, од плати од 80.000 денари, од 70.000 денари, од 60.000 денари, на луѓе на кои што не можете дури ни да го запомните неговото работно место, бидејќи има 3 долги, просто проширени реченици, сложени. Такво му е името. Најмалку финансиски средства ги добиваат оние лица или она лице кое што го толкува, и го гледаме сите, цела јавност, ги толкува пресовите на владата. Само 14.000 денари. А оние кои што го тераат пиарот на владата, замислете, почитувани колеги пратеници, земале 80.000 денари. 80.000 денари. Тоа е разликата. Дали бил законот добар или лош, секогаш имате, вие сте власт 5 години, да не заборавите. Што не сте го подобриле до сега. Ние како опозиција сега велиме, да, во ред, јас не знам дали ме следевте, да, во ред, ние ќе дадеме поддршка, но кога веќе го отвараме ова законско решение, дајте да не заборавиме некоја група. Не гледам нешто лошо во тоа. Еве ќе видиме на јавната расправа доколку нема одредени здруженија. Еве сега гледам, слепите лица бараат да имаат персонални асистенти и откако ќе наполнат 65 години. Некоја сторија на 24 телевизија. Значи секојдневно ги имаме овие стори. И тоа е мојата поента. Ако веќе носиме законско решение, дајте да ги опфатиме сите групи. Јас не гледам нешто лошо што кажавме ние тук. Никој не рече дека е против законското решение. Закони се носели и ќе се носат. Некои законски решенија се добри, некои се лоши, некои не опфатиле целосна категорија. И тоа е исто така една менлива категорија, која што никој не ве спречил до сега да интервенирате и да го смените. Важно е дека на некој му текнало да го донесе тоа законско решение. Колку се, толку се, тие лица требало да бидат опфатени со одреден закон, како што говорам сега и како што веќе е очигледно дека во јавноста проблемот со асистентите, генерално, со сите, дали со личните, дали со образовните, е проблем. Има проблем, гледаме дека има проблем. Се пријавува, ние и во секојдневното наше живење, кога бараме лица кои што би ни помогнале за чување на стари лица, не можеме се помалку и помалку да најдеме. И тоа е проблем, така? Значи, доколку веќе се отвараат вакви законски решенија, ако сакаме да носиме
законски решенија кои што ќе им помогнат на одредена категорија на граѓани, тогаш не ја гледам причината зошто да не продебатираме тука како мислевте да го поминеме ова законско решение без ништо да кажем. Зошто? Ние ништо не кажавме спорно. Се што кажавме е со цел да се подобри законското решение, ништо повеќе, ништо помалку. Благодарам.